Ова е емисијата 360 степени налсат. По трагичната несреќа на автобусот на Durmo Tours трае битката за животите на најтешко повредените. Продолжува и предистрагата на јавното обвинителство, која треба да ги открие причините за излетувањето на автобусот. За тоа дали и како напредува расветлувањето на случајот, ќе слушнете од шефот на Скопското обвинителство Сашо Рајчев. Вечерва ќе го отвориме и прашањето дали земјава има систем за координиран одговор во вакви кризни ситуации, бидејќи во конкретниот случај беше очигледно дека е неопходна заедничка интервенција на полицијата, итната помош и противпожарната заштита. Без да го доведуваме во прашање залагањето и посветеноста на медицинските, противпожарните и полициските екипи кобната ноќ, ќе се обидеме да покажеме колку време им беше потребно на првите тимови на итната помош и на противпожарната заштита да стигнат на местото на несреќата. Во студиото ќе видат колегата од Алсат Бесјан Лека, кој меѓу првите стигна кај ласкарци, министерот за здравство Венко Филипче и представникот на Центарот за управување со кризи Драги Тарчуговски. Министерот Филипче ќе го прашаме и зошто речиси 40 од патниците беа донесени во ургентниот центар на болницата 8 септември, а само неколкумина во клиничкиот центар и хируршката болница, и зошто не беа ставени во функција болничките капацитети на приватното здравство. Сумирано ќе разговараме за тоа дали можело покоординирано и поефикасно да се интервенира. Бидете на Алсат, почнуваме веднаш. Еден ден по трагичниот настан решивме да ја поминеме рутата на кобната линија на Durmo Tours, која од Скопје кон Гостивар вообичаено стартува во 16 часот и 15 минути од меѓуградската автобуска станица во главниот град. Еве како изгледаше патувањето со автобусот, кој обично е полн со патници кои по завршување на работниот ден се враќаат дома. Стациони автобусове на Шкуп. Здраво! 3 карти за Гостивар од 4:15. На деску на избразур пар билета, екипи трече на Джаржет град, блеу билет пар линија на регулта Durmo Tours, Шкуп Гостивар на оран 16:15 минута. На автобус хипам ветам 6 персона. Автобузи улис на кох. Дуке возитор на пар ругата Шкупит, шикимете калимтарве ишен të dukshëm drejt autobusit të kuq me mbishkrimin Durmo Tours. 3 udhëtar të tjerë hipën në stacionin e parë tek katedralja. Autobusi vazhdoi drejt stacionit të arshëm. Askush nuk ishte atje. Ishte fotografia e njëjtë edhe në stacione tjera gjatë rrugës që, sipas dëshmive, zakonisht hipin shumë pasagerë. Autobusi vazhdoi udhëtimin në heshje, pothuajse bosh. Reagimi vetëm i udhëtarëve ishte kur kaluam vendin e aksidentit në afërsi të fshatit Laskarc. Në autostradë, automjetet ndalonin. Njerëzit dilin nga vetura për të parë vendin ku shumë jetë u shuan. Disa me telefonat e tyre celular bën fotografi. Duke kaluar tetovën, autobusi vazhdoi drejt Gostivarit. Heshtja vazhdoi, e cila mbretëroi gjatë gjithë udhëtimit. Në stacionin e fundit, pasagerët zbritën nga autobusi për vetëm pak sekonda. Во Скопското обвинителство кое ја води предистрагата за трагедијата кај ласкарци не може да ги потврдат првичните сознанија што ги објави Алсат дека засега не е откриена техничка неисправност кај автобусот. Шефот на ова обвинителство Сашо Рајчев вели дека сериозно ќе ги истражат сите околности за да се стигне до вистината за настанот и потенцијално одговорните. Со Рајчев разговара Александар Димитриевски. Веќе соопштивте дека сте разговарале со возачот на автобусот и дека не сте добиле релевантни информации од него. Но министерот за внатрешни работи соопшти дека синоќа повторно ќе се разговара со него во полициска станица. Дали беше присутен јавен обвинител и доколку не беше, дали имате информации од МВР, дали сега има некои нови моменти што се од корисна истрагата, односно на предистрагата?
Пред да биде пуштено ова лице на домашно лекување, беше повикано во надлежна полициска станица, согласно ЗКП, да се обави оној првичен разговор од страна на МВР. Согласно Законот за кривична постапка, јавниот обвинител не е обврзан да биде присутен при тие полициски проверки. Морам да кажам дека првичното писмено известување за сообраќајната незгода го примивме денес, негде околу 11:30 часот, и во прилог на ова известување немаме податоци што дополнително кажал возачот. Она што е релевантно за обвинителството е што возачот ќе каже пред обвинителот. Тогаш исказот негов добива определена важност за самата кривична постапка. Кога ќе биде повикан тогаш повторно? Во најскоро можно време. Увидот го вршеше нели Министерството за внатрешни работи, но вештачењето ќе го врши Машинскиот факултет во Скопје. Веќе имаме изјава на еден патник кој што сведочи за слушнато тропање во автобусот пред да се случи сообраќајната незгода, но и дека возачот се обидувал да го исконтролира автобусот. Дали и кога ова лице ќе биде викнато во јавното обвинителство и дали ова едно од, да кажам, по можните тези за случувањето на сообраќајната незгода, односно технички дефект можеби на самото возило? Вака да ви кажам, многу е рано да се прават тези за самата сообраќајна незгода, затоа што за да се направи тезата и конструкцијата за целиот кривично правен настан, потребно е обвинителството да ги обезбеди сите релевантни докази. Следи изготвување на записник за увид. Е во фаза на изготвување, се уште не ни е доставен. Следи изготвување на фотодокументација, значи фотографиите, следи изготвување на скица. Дали автобусот е во целосна исправна состојба или има определен дефект кој што влијае на самата сообраќајна незгода, ќе ни кажат експертите од Машинскиот факултет. Вториот ден, кога се вршеше увидот, од страна на јавното обвинителство беа ангажирани професори од Машинскиот факултет, токму на лице место непосредно да забележат фактичката состојба која што ќе им биде многу битна при изготвувањето на експертизата. Исто така, од страна на обвинителството беа ангажирани и вешти лица од сообраќајна област од Бирото за судски вештачења. Па така, од Машинскиот факултет очекуваме да добиеме експертиза за исправноста на автобусот или неисправноста. Од страна на експертите од Бирото за судски вештачење очекуваме да биде утврдена причината за сообраќајната незгода, поточно дали возачот направил определен сообраќајен пропуст кој што има придонес за целата сообраќајна незгода. Разбирате, така да многу е рано да сега веднаш да заклучуваме. Најнапред да ги обезбедиме сите докази, врз основа на сите докази да ги утврдиме сите факти и тогаш од тие факти ќе се утврди дали и кои пропусти ги направил возачот или не. Значи, сите очевидци ќе бидат повикани во обвинителството да сведочат, ќе бидат повикани и оштетените кои што се со телесни повреди, ќе бидат повикани законските застапници на починатите. Значи, паралелно ќе бидат обезбедувани и вербалните докази. Значи, од кога сите тие докази ќе бидат обезбедени, ќе биде утврдена целата фактичка состојба и тогаш ќе се даде одговорот која е причината за сообраќајната незгода. Во вашето соопштение кажавте дека компанијата која што оперирала со овој автобус ги поседувала сите соодветни лиценци и дека возилото било неодамна регистрирано, но во јавноста се дозна дека компанијата практично поседува свој технички сервис, што роди одредени сомневања. Какви проверки ќе вршите во оваа насока и дали веќе имате некакви заклучоци? Од страна на тоа правно лице ќе биде обезбедена целата релевантна документација, како и од ресорното министерство, надлежно со издавање на таа документација. Се разбира, ќе обезбедиме оваа документација и ќе видиме дали овие податоци се вистинити или не. Нема да оставиме простор за шпекулации. Во јавноста веќе имаме присутни тези дека сообраќајната незгода се случила поради невнимание, односно одземање на вниманието на возачот, дека може би е вклучено и друго возило или пак е направена грешка при претекнување, па до тоа и дека откажале гуми или нешто слично. Дали било кој од овие тези е исклучена или цените дека е малку веројатно? Јас пред семејствата на починатите лица, за кои што изразувам сочувство,
пред семејствата и пред самите повредени лица и пред целата македонска јавност ќе кажам дека ќе бидат проверени сите факти. Знам дека јавноста очекува брзи одговори, но сепак истрагата бара време за да бидат обезбедени овие докази. Значи, ефикасно ќе се постапува. Тогаш ми останува да ве прашам за роковите. Во кој временски период го очекувате вештачењето од Машинскиот факултет, кој што предпоставам ќе биде еден од клучните елементи, кога очекувате да завршите со испрашувањето на сведоците и кога јавноста може да очекува, не јавноста, пред се семејствата, кога може да се очекува прва јавна обвинителска одлука, односно дали ќе биде отворена истрага? Така. Да ви кажам, по Законот за кривична постапка ќе бидат изготвени писмените наредби за да ги обезбедиме овие експертизи, писмени докази, значи од обвинителството денеска тоа ќе биде направено. И сега зависи согласно правилата на струката со која динамика експертите ќе не изготват таа експертиза и од Машинскиот факултет и од Бирото за судски вештачења. Во нашите наредби за сите наши барања ќе биде ознака итно. Значи, сепак ние како орган што ја водиме и предистрагата и истрагата, сепак динамиката и кога точно ќе биде донесена одлуката ќе зависи од сите овие чинители кои што се вклучени во сите овие проверки. Ви благодарам многу на времето. Благодарам. Во очекување на првите поконкретни резултати од вештачењето на автобусот и другите проверки, вечерва ќе го отвориме прашањето за тоа дали земјава има систем за координиран одговор во кризни ситуации како онаа од средата. Дали полицијата соодветно и навреме го обезбедила теренот, колку време и требало на првата екипа на итната помош да стигне кај Ласкарци, кога пристигнале пожарникарите. Потоа, зошто дури 37 од патниците во автобусот се транспортирани во иста болница, 8 септември. Во студиото се министерот за здравство, Венко Филипче. Благодарам што сте со нас. Благодарам поканата. Мојот колега Бесијан Лека од информативната редакција на Алсат, кој што меѓу првите пристигна на местото на настанот и вршеше директен пренос преку својот телефон на Facebook, тоа сега го дозволува техниката. Благодарам што ќе бидеш и ти дел од оваа емисија. И Драги Тарчуговски, долгогодишен вработен во Центарот за управување со кризи, исто така компетентно ќе учествува во разговорот вечерва. Благодарам што се одзвавте на поканата. Ќе почнам со мојот колега Бесијан, кој што живее во Тетово, работи во Скопје и тој ден е на пат од Скопје кон Тетово по завршување на работните обврски во телевизија Алсат, се враќа дома и попат наидува на ова што се случи кај Ласкарци. Може ли временски да го лоцираш точно моментот кога стигнуваш таму? Во неврзан разговор ми рече дека тоа е неколку минути пред 5 часот, пред 17 часот. Po vasone do thotë kam arritur në vend të ngjarjes në 16:58 minuta. Kur kam arritur aty unë kam parë disa vetura, mos them 4 apo 5 vetura që ishin ndalur në rrugë dhe po vraponin drejt skenjit të rrugës, atje ku kishte përfunduar autobusi, por unë nuk po e shifja se çfarë ka ndodhur, për shkak se autobusi kishte rënë poshtë, siç e kemi pa. Dhe për kuriozitet pyeta se çfarë ka ndodhur dhe më treguan që autobusi është rrokullisur. Do të thotë kanë qenë momentet e para kur kam arritur unë dhe pastaj. Sa ubiteli da se simnesh dollu? Po, kemi tentu jo vetëm unë, por edhe persona të tjerë që kanë qenë aty kanë tentu që të zbresin poshtë, por për shkak të lartësisë konsiderueshme që ishte prej autostradës dhe rrugës rajonale, kishte diku të 5 metra mos themi, e nuk kemi mundur që të zbresim. Ka pas hapësirë të cilën rjetën e autostradës, të cilën e ka prish autobusi kur ka rënë poshtë, por edhe aty ishte të thotë një lartësi e lartë dhe nuk kemi mund të zbresim. Kur kam arritur unë aty, domethënë 16:58 kam dëgju gjithë personat që kanë qenë duke bërë thirrje në numrat e ndihmës së shpejtë, në numrat e policisë, në numrin e zjarfiksave, por disa prej tyre nuk kanë mund as që t'i marrin për shkak se ka pasur shumë thirrje, por kam dëgjuar që ju kanë treguar lokacionin,
ju kanë tregu edhe Ќе се ndodhje. обидаме во разговорот со тебе, се разбира и со нашите гости кои што доаѓаат од институции кои што беа директно вклучени во интервенцијата таа вечер, да направиме известна реконструкција и да процениме колку ефикасна и координирана беше акцијата, интервенцијата на повиканите институции. Ова што го гледаме е една од првите твои снимки. Гледаме дека е 5 часот 6 минути, сега веќе и 7 минути. Ова е 10-15 минути откако се случила сообраќајната несреќа. Këtu mund të dëgjohet ndoshta sirena e policisë. Unë fillimisht kam menduar se është sirena e ambulancës, por pastaj e kam parë që është sirena e policisë. Do të thotë policia ka arritur pas 15 apo 20 minutash ka arritur në vend ngjarjes. Po flas për policinë. 5 часот и 10 минути е кога прв пат се слуша сирената. Сега мислам дека на снимката ќе видиме дека практично станува збор за полициско возило. Твојот прв фит завршува тука некаде околу 5:14. До овој момент нема пристигнато амбулантно возило. Jo nuk ka, tani dhe kisha lutur regjin nëse mund që të ndjekim материјалin e dytë apo lidhjen Да, e може да го гледаме второто видео. Лиден е двете, Тоа ти почнува да од 5:20. 17 часот и 20 минути, еве пишува овде и се гледа дека тука има веќе пристигнато амбулантно возило. Kishte arritur ambulanta dhe unë tentova që të transmetoj dhe të tregoj që ka arritur njëra nga ambulantat të shumë pritur atë në këtë ngjarje tragjike. Por këtu shihet se pavarësisht se ka ardhur një ambulant, kishte dikun me sa e dim 30 lënduar, 14 ndoshta që kishin ndruar jetë dhe ishte pamundur që transportohen me të njëjtën. 17:24 пристигнува второто амбулантно возило, а мислам дека сега снимката ќе покаже дека некаде околу 17:26 пристигнува и третото, а ова е еден багер кој што доаѓа во 5:24. Është ky eskavator do të thotë që ka ardhur për të ndihmu, për shkak se siç kemi mund të shohim në fillim të pamjeve, autobusi gjatë rrokullisjes janë thyer dritarët dhe personat i kanë nxjerrë i jashtë dhe i ka zënë diku këtu në pjesën e krahërorit, pra ekskavatori ka ardhur që të lëviz autobusin me qëllim që të nxjerrën personat të cilët kanë qenë të bllokuar në autobus. Значи, заклучно со 5:26 на местото има 3 амбулантни возила, багер, така? Министре, што велат вашите информации? Кога прв пат е добиен повик? Колегата сведочи дека неколку минути пред 17 часот ги слушал локалните жители како се јавуваат на телефон и се обидуваат да добијат хитна помош, противпожарна заштита, полиција. Можам да кажам дека направивме една исклучително успешна акција, координирана со сите служби и дека го покренавме здравствениот систем за период од 15 минути. И тоа целокупниот здравствен систем, од ниво на итен транспорт, понатаму до ниво на прием, тријажа, диагностика и третман на пациентите повредените во болнички установи. Првиот повик во службата за итна помош е стигнат во 17 часот и 3 минути, а првото возило пристигнало во 17 часот и 17 минути, значи за 14 минути од Скопје, што Јас реков дека јас не би сакал, се разбира, да имаме априори како се вели, критичен однос кон институциите, бидејќи навистина треба да се цени трудот, посветеноста на сите таа ноќ. Сигурно многу луѓе завршија многу работа, спасени се дел од човечките животи. Идејата е да видиме дали навистина има простор системот да се подобрува, да се усовршува, за реакцијата да биде уште поефикасна и по-координирана. Бидејќи од она што можеше да се види на лице место, велам, еве 5:20 е снимката, вие тврдите 5:17 дека стигнала, минути се. Во прашање точно е податоците од службата за итна помош, таму точно се знае во колку часот стигнал повикот и во колку часот стигнало првото возило на лице место. Збор за 50 и повеќе патници,
3 амбулантни возила. Ке видиме на дел од снимките се гледа како луѓето продолжуваат и во присуство на амбулантните возила со приватни возила да ги носат дел од пациентите. Мора да изразиме благодарност и на локалното население, мештаните кои што практично биле тука и веднаш притрчале и пружиле помош, дури првите повредени ги извлекле од автобусот. Првите 3 возила кои што се пристигнати се возилата кои што биле слободни и веднаш упатени кон местото на несреќата. Едното од тие возила е... Еве го моментот кога се гледа дека во еден камион на отворено практично неколку лица се превезуваат во присуство на амбулантно возило. Еве го тој момент. Ова се Tre persona dhe disa prej tyre, domethënë, të 3 personat kanë qenë duke gjakosur, domethënë kanë qenë me hemoragji apo me gjakderdhje. Edhe shumica e udhëtarëve të cilët kanë pësuar ndihmë janë dërgu me automjete private. Domethënë, ambulantët kanë ardhur, por kanë ardhur, siç e thatë, shumica e tyre kanë kryer kontrolla aty, për shkak se ka pasur një numër të madh kënduar dhe nuk mundshin që të transportojnë të gjithë me njëherë. Do të thotë pjesë e madhe e udhëtarëve fillimisht, ato që kanë qenë më lehtë të arritshëm për tu nxjerrë jashtë, janë dërguar me automjete private. Првото возило кое што пристигнало, идната медицинска помош, е така наречено возило кое што има тим за тријажа. Значи, тоа е возило останало на лице место за време на тоа додека траел процесот на целокупната за широката публика? евакуација на пациентите. Тријажа значи дека тие проценуваат кој е приоритетот, кој пациент треба и има предност да се прати порано во болница. Меѓувреме, освен тие 3 пристигнале и другите 6 возила кои што во тој момент низ Скопје биле на терен и давале итна медицинска помош. Во исто време се повикани возилата за итна медицинска помош од Тетово и таму се пратени возила 3 од медицинскиот центар, уште едно возило од здравствениот дом, уште 2 возила за амбулантна итна медицинска помош од Гостивар. Понатаму ги контактиравме приватните болници, ги испратија своите возила за итна помош, 3 од болницата Систина и 2 од приватната болница Невромедика. Ќе продолжиме. Да го вклучиме и господинот Драги Тарчуговски, кој што доаѓа од Центарот за управување со кризи, институција која што според нашата правна рамка треба да ја има улогата на координатор, па и во вакви кризни ситуации. Стигна ли повик во Центарот за управување со кризи? Повик од Центарот за управување со кризи пристигна и тогаш се размени со службите за итен одговор. На кој број стигна? 195. И во Скопје, и во имате точно Тетово. време кога е стигнат повикот? Точната сатница ја немам, мислам дека беше 17:02 минути, ако не се лажам, но тоа е зависи од штилувањето на часовниците. Но Што прави вашиот дежурен службеник кога го добива тој повик? дежурниот службеник постапува во стандардни оперативни постапки кои што се званични и донесени. Прво мора да стапи во контакт со телефонски контакт, за жал се уште, бидејќи во Република Македонија се уште не сме дигитализирани, а за тоа ќе разговараме нешто подоцна. Околу дигитализацијата на системот за управување со кризи, туку мора телефонски да стапи со службите за и од итната медицинска помош, од територијалната противпожарна бригада, во конкретниот случај со Скопската бригада, а Тетовскиот регионални центар за управување со кризи со територијалната противпожарна единица во Тетово. Потоа со полицијата, мада полицијата имаше податок пред Центарот за управување со кризи и всушност првиот податок од Центарот за управување со кризи ја добиен преку полицијата. И во согласно со потребите утврдени од полициските службеници, и знаејќи ги искуствата кога станува збор за вакви настани, кога станува збор за големи несреќи во сообраќајот, според процедурите потребно е да се дојде со некое тешко возило во смисол на дигалка, кран, болдижер или Еве таа слично. снимка ја гледаме сега во овој момент. Еве ја таа дигалка и кран. Меѓутоа, знаете што покажува оваа наша снимка? Ова е 17 часот 40 и некоја минута, 46 и 7 на оваа снимка. Покажува дека таа дигалка доаѓа и останува овде речиси неупотребена.
дека практично помошта за да се подкрене автобусот, да се сврти, за да можат дел од патниците да бидат извлечени, бидејќи беа притиснати, стиснати под возилото, е направена со друга механизација. Проценката конкретна дали ќе се употреби или не таа дигалка остана 2 дена и утредента беше употребена. Значи, во спасувачката мисија зависи од командирот на инцидентот на лице место, конкретно од полицајецот кој што раководи со настанот во моментот кој што ги распоредува ресурсите. Сакам бесен да го прашам, доколку остана овој простор не е обезбеден, бидејќи тоа е еден од впечатоците, еден од впечатливите моменти, а тоа е дека просторот таму каде што паднал автобусот остана долго необезбеден. Дури од кога пристигнаа и полиција, и итна помош, и противпожарни единици, и други единици на барање, на цуки, на Агенцијата за заштита и спасување, дека сепак тој простор остана таму да изгледа хаотично со многу локални жители. Në orën 18:30, policia ka filluar të kërkojë që të zbrapsen qytetarë të cilët kanë dhënë një ndihmë të jashtëzakonshme në nxjerrjen e viktimave apo edhe të lënduarve. Do të thotë atëherë u konstatua se nuk ka më udhëtar në autobus. Do të thotë në orën 18:30. Do të thotë shpëtimi ka zgjatur plot 1 orë 40 minuta apo 1 orë 30 minuta derisa është nxjerr personi i fundit nga autobusi. Pastaj fillon policia që të kërkojnë që njerëzit të zbrapsen dhe të dalin në rrugë rajonale në Alt. Pastaj edhe aty kërkuan dhe zgjeruan perimetrin për të kërkuar ndoshta edhe ndonjë udhëtar tjetër cilin dyshoshin se mund të ketë dalë nga autobusi gjatë rrugullisjes. Да. Господин Тачуговски, проблем ли е тоа што многу локални жители им се оддава признание за тоа што го направија таа вечер, бидејќи се првите кои што пристигнаа тука, многумина од нив со своите возила транспортираа дел од луѓето во болница, помогнаа да бидат извлечени, но слушаме и читаме и коментари на дел од пожарникарите професионалци кои што се жалат на тоа што тој простор останал необезбеден долго време и дека биле во неможност на најпрофесионален начин да извршат својата работа. Па не би рекол дека е необезбеден просторот, бидејќи сообраќајот е затворен на магистралниот пат од Тетово кон Скопје веднаш. Прво е затворен сообраќајот на магистралниот, на автопатот. Тоа е една од мерките за која што е спроведела полицијата. Така да обезбедувањето од хаотичност ја има спроведено полицијата. Не мислев на тоа, ме разбирате зашто мислам за конкретниот периметар околу автобусот. Потесниот простор, нормално и хумано е да бидеме благодарни на граѓаните за првиот одговор во прво време, затоа што и полицијата не била на местото на настанот, доаѓа потоа со повик. Прво се граѓаните тие во најблиската околина кои што доаѓаат и превземаат мерки за спасување на повредените. Во определен момент, кога се командирот на инцидентот проценува дека веќе може да настане уште поголема хаотичност од поголема маса на луѓе, презема соодветни мерки, го обезбедува и потесниот и поширокиот периметар на местото на настанот. Така да не можеме ниту да ги исклучиме граѓаните целосно, ниту пак треба да ги исклучиме, туку треба да им бидеме благодарни за првиот одговор. Министре, пред да ви го поставам следното прашање, сакам да видиме едно видео направено спонтано во болницата 8 септември, ми се чини дека е тоа, во моментот кога веќе најголем дел од повредените се пренесени во болницата. Да го видиме тоа видео, па ќе се вратиме со коментар. И да ги упатиме наместо 8 септември сега додат некај Стара градска и некај ургентен центар зашто тука е преполно. Да информирате ќе да знаат. Значи веќе да не одат веќе во 8 септември. Цело се кратко. Горите ме пренесено на екипите да мотат. Важи. Ајде. Немаме временски лоцирано кога е ова точно се случува, но прво впечатокот е дека навистина голем број од повредените беа донесени во 8 септември.
таму се и најголем број од починатите во болница, дури 5 мина. Зошто нема малку подобра координација на тој план? Бидејќи не знам сега дали ќе се согласите, но веројатно не е работа на министерот за здравство на станицата вака да комуницира со итната помош, веројатно тоа треба да биде задача на некој друг. Знаете, тоа што толку голем број на пациенти дојдоа во болницата 8 септември воопшто не беше случајно. Се до тоа беше многу добро испланирано. Таму се обезбедија 40 празни кревети болнички. Понатаму се повлекоа сите доктори и медицински сестри кои што работат на диагностика, на рентген апаратите, на апаратите за компјутерска томографија и се обезбедија 7 кревети за интензивна нега. Се повлекоа анестезиолозите и медицинските сестри од дома да дојдат и да бидат на располагање и сите за рекордно време од 15 на минути се створија таму на своите работни места, исто како да е 8 часот наутро. Кога веќе почна да се пополнува тој капацитет од 30 и нешто пациенти, рековме дека брзата помош треба да ги носи пациентите и во другите институции. Исто како што дојдоа кадарот од дома во болницата 8 септември, така дојдоа и во ургентниот центар, во клиниката за травматологија и ортопедија. Зошто 8 септември? Затоа што таа е така системски поставена заради локацијата, зошто? Еве ви кажав, заради тоа што се обезбедија доволен број на легла, празни, значи имаш каде да се сместат пациентите, понатаму на патот од Тетово, тоа беше најблиското место каде што веднаш можеше да пристапи првата помош. Така да од останатиот број на пациенти беше пратен една пациентка, за жал, почина во старата градска болница спроти Собрание и 8 пациенти во клиничкиот центар во Скопје, каде што исто така ги чекаа како дежурните екипи, така и кадар кој што дојде од дома. Само заради динамика, Бесијан, па ќе продолжиме. Дојдеа дисе, а јени координуваме ме персона цели и кан да дërgu njerëzit në spital, persona të cilët me veturat e këtyre i kanë dërgu se me atyre që kemi biseduni, shumica e tyre i kanë dërgu në spitalin 8 shtatori, për shkak se është edhe më afër dhe është më shpejt i arritshëm. A ka ndodhur edhe për shkak kësaj që them që të stërmbushet spitali? Болницата не беше преполнета, имаше и се уште има слободен капацитет. Значи, точно беа одредени празниот број на кревети и на оделение и во интензивна нега. Значи, тоа добро го испланиравме и во комуникација со директорот на таа институција и во координација со директорите на другите институции и во клиничкиот центар, но внимавајте и во приватните болници. Но, министре, не е креветот тој кој што е, како се вели, примарен. Кога се прима ваков итен пациент, треба доктор соодветен. Ама не ли спомнав? Се повлекоа сите екипи, од дома дојда луѓето, и доктори, и медицински сестри, и болничари. Но прилично таму имате двајца хирурзи, според моите информации, така што, како се вели, итните пациенти ги прегледуваат специјалисти кои што не се докрај обучени да го прават тоа. Не е точно тоа. Таму има врвни експерти во своите области, кои што ги прво примаат, прегледуваат и понатаму диагностицираат и третираат пациентите. Дерматовенеролог, например, веројатно не е, како се вели, најсоодветниот специјалист кој што би требал да интервенира во таков случај, нели? Станува збор за врвни експерти од области кои што третираат такви повреди. Дерматовенеролог не третира повреди на локомоторен систем, мозок, бели дробови и абдоминални повреди, затоа дојдоа врвни хирурзи кои што работат таа патологија. Дали на време стигна? Тоа е прашање. Јас реков уште на почетокот дека го активиравме здравствениот систем за период од 15 минути. Сите беа на своите работни места уште пред да дојдат пациентите. За првите пациенти од дежурните служби, меѓутоа за многу кратко време сите беа на своите работни места. Во точно одредени места, предходно испланирани, во 8 септември и во ургентниот центар во клиничкиот центар. A mund t'ju pyes se a keni numër të saktë se sa persona janë sjell me ndihma të shpejta në spitale dhe sa persona janë sjell nga fshatarët apo me... Кога јас стигнав во болницата 8 септември, веќе беа пристигнати 2 или 3 пациенти донесени од мештаните, кои што сами го организирале транспортот и ги донеле пациентите. Значи, сите други пациенти беа донесени со возилата на
итна медицинска Ама помош. само тројца видовме нова камионче кој што го видовме пред малку. Кем edhe një tjetër që kemi një nga banorët, i cili thotë se ka Lugjet dërguar të kushtojnë përçeka. 6 pacient me veturën e tij, domethënë 2 herë ka shkuar deri në Shkup dhe është kthyer prapë. Луѓето кои што беа таму, дежурната служба, која што прва ги примила пациентите, кажа на тоа дека така се стигнати тројца пациенти. Сега, прашањето е, вие споменавте дека амбулантните возила на приватните, мислам, болници ги споменавте Систина и Ремедика, ако не се лажам. И Невромедика. И Невромедика биле ангажирани, но зошто не беа ангажирани приватните болничките капацитети, докторските капацитети на овие болници? Јас читам сега коментари по социјалните мрежи, еве, ова е доказ во колку очајна состојба ни е јавното здравство, па морало да се бара помош од приватното. Нели е се еден здравствен систем, сепак, јавно, приватно здравство. Зошто и Систина е близко? Филип II е релативно близко. Невромедика исто така има своји простори кои што се релативно близко до местото на несреќата. Зошто таму не се испратени дел од пациентите? Министерството за здравство е одговорно за целокупниот здравствен систем. И за јавното, и за приватното здравство. Прочем, таму се лечат наши пациенти, наши граѓани. И кога реков дека го активиравме целокупниот здравствен систем, мислев и на државниот, но и на приватниот. Веднаш ги информиравме одговорните лица од приватните болници дека ни се потребни возила. Веднаш ги повлекоа и ги испратија тимовите. И реков, 3 возила од болницата Систина, уште 2 од болницата Невромедика. Но Систина го повлече и својот хируршки тим да бидат спремни на стендбај да чекаат пациенти. Немаше потреба, заради тоа што можевме да ги сместиме во нашите капацитети и неколку тие беа спремни, беа на работните места, стигнати исто како што беа нашите лекари во државните болници, стигнати и чекаа спремни да третираат пациенти. Значи дека се вклучија во оваа операција и државните болници, но и приватните болници. Како со службата за итна помош, така и со врвната експертиза, лекарите кои што ке ни вработи е спремна да пружа ваков тип на помош. Тоа е дел од некаков пишан план, протокол за тоа како се постапува во вакви ситуации или сето тоа беше стихино, спонтано? Ништо не беше стихино, се беше добро искоординирано, а беше како резултат на иницијативата која што дојде од нас, од Министерството за здравство. Ние ги повикавме, тие веднаш одговорија. Господин Тачувовски, што вели законската регулатива? Треба да има план за настав во вакви ситуации? Има повеќе планови за настав во вакви ситуации. Институциите кои што имаат надлежности да излезат на терен, сите имаат свој план. Здравството има свој план за здравствениот систем, пожарната има свој план како излегува на интервенција, како реагира со какви клешти, бидејќи кога станува збор за излекување од сообраќајни несреќи, не може да се користи било каква брусалка, мора да се користи пневматска лешта која што не фрла искри. Исто така, полицијата има своји планови и протоколи за работа за обезбедување и на местото, на пошироките потесниот район и за регулирање на сообраќајот. И што велат вашите информации? Беа ли активирани тие планови? Бидејќи министрот сега не спомнува конкретен план, тој вели дека сето тоа на некој начин било координирано од еден центар, но не се спомнува конкретен план. Секоја институција сама го активира собствениот план. Јас по принцип ниту треба, ниту сакам да речам дека таа институција имала план, го активирала или не го активирала планот. Тоа се прави потоа во подоснежните анализи. Самото постапување на конкретниот случај говори дека е работено според плановите и според процедурите, па ако така сакаме да кажеме и според вежбите што ги имавме во последните 2 години за активирање на здравствениот систем. Сакам да чуам за тие вежби, но во кој план пишува дека министерот е главен на таа мрежа, дека тој координира? Јас прв пат ја видов снимката, меѓутоа ми падна во очи и одговорот на оперативецот. Одговорот на оперативецот беше многу јасен. Да, господине министре, ние постапивме по тоа.
значи дека оперативецот од дежурниот оперативен центар од Hitna медицинска помош ги знае протоколите и постапува според протоколите. А во конкретниот случај министерот ги знаел протоколите, па ја издал и задачата според протоколите, односно само се провери себе си, бидејќи оперативецот рече министре веќе се известени. Ова ме подсети на едно време кога го критикувавме еден ваш претходник за тоа дека беше се и менаџери, директор и доктор, иако не беше воопшто медицинско лице по образование. Како да речем, неспорно е дека вие требало да имате улога, но пак ми е прашањето дали е сето ова премногу стихино правено, премногу неорганизирано и дека сепак има простор сето ова да се прави на многу по-координиран и по-ефикасен начин. Немаше никаков проблем со координацијата. Немаше никаков проблем со организацијата на луѓето, ниту пак со организација на работниот процес. Немаше никаков проблем со координацијата со останатите структури. Со министерот за внатрешна работа бевме во малтене постојана комуникација. И полицијата одлично ја заврши својата работа. Беа присутни и пред болницата, беа присутни и околните раскрсници, обезбедувајќи го пристапот на возилата за брза помош до болницата. Ако прашувате дали системот треба да се подобри, секако дека треба да работиме да го подобриме. Меѓутоа, не можеме да дозволиме да не земеме дел од одговорноста за оваа работа. Па тама работа нешто да не излезе од контрола. Затоа се тие јавувања, затоа се тие дупли проверки, затоа се тие постојани комуникации телефонски со колегите кои што се на работа, координација во однос на комплексноста на случаите кои што ги примаат, понатаму потребата од заедничка работа, што сонесува до конзилиарен третман на пациентите. Што велат проценките? Сега 5 мина се починати од 37 кои што се донесени во 8 септември. Може да ме обвините за несоодветно поставено прашање, но можело ли да се спаси некој од тие луѓе? Јас бев присутен таму кога ги донесоа тие пациенти, се направија сите процедури пропишани според сите гайдлайнси за давање на кардиопулмонално оживување. За жал тие не дадоа резултат. Споменавте тим за тријажа. Бесјан беше поставен таму шатор кој што правеше тријажа? Jo nuk ka pasur shator fare. А имаше ли видливо дека една, да кажам, од овие амбулантни возила е баш возилото во кое што се прави тријажот? Jo, unë nuk kam mundur të vërej një gjë të tillë, më kanë dukur të gjitha mjetet e njëjta pavarësisht se kishte disa ndryshime, me sa duket ka pasur edhe nga sektori privat, domethënë nga poliklinikat private që janë apo Sistina apo të tjera që i përmendet. Por unë desha të ndërlidhem diçka shkurt me zotrin Tarshugovski. I përmendet edhe prerësët metalike, i përmendet edhe zjarfikset. Do të zjarfikset kanë qenë të fundit që kanë arritur në vendin e ngjarjes. Mos them ndoshta një orë janë vënë. E dini se ka pasur shumë udhëtar të lëndum të cilët nuk ka mundur as të intervenohet, as ndihmë shpejt nuk ka mundur të intervenohet për shkak se njëjtit kanë qenë të bllokuar. Kanë qenë me gjymtyr të kapur apo të shtypur nga autobusi, nuk kanë mund të tërhiqen. Edhe a mund të na thoni se sa prerëse metalike ka, cilat qendra, cilat brigade i kanë ato prerëset metalike dhe sa shfrytëzohen ato? Edhe se komentoni këtë që ka arritur domethënë një orë me vonesë zjarfiksi në vend ngjarje? Еден час можеме да правиме симулација дали е доцнење или не е доцнење кога станува збор за да се помине во времето кога е гужва во Скопје од Автокоманда до Ласкарци. Сепак со возило зборум тешко со камион пожарнигарите. Моите податоци говорат дека не е еден час, некаде околу 40 минути се, тоа е точно, но тоа е релативно брзо време во однос на можностите што ги има таа релација, бидејќи несреќата не е на 5 минути од местото на стационирање на противпожарната единица, туку е на половина, малтене на половина пат помеѓу Скопје и Тетово, помеѓу двете наплатни рампи. Втор момент. Апаратите за кои што зборувате се клучни, бидејќи станува збор за специфично превртено возило, заглавени,
луѓе таму и требало да се интервенира на вистина и од тука минутите биле важни во секој случај. Во секој случај тие се клучни апарати, тие ги има само противпожарната бригада и само пожарникарите се способени и знаат и можат да ракуваат со такви средства. Факт е дека и тие завршија својата работа во рамките на своите можности. У делот на одговорот, значи, јас немам никаква дилема дека системот дали одговори на задачите што се очекува од него. Мојот одговор е секако да. А во делот на координацијата, има простор за меѓуинституционалната координација, има простор за долго време се најавува воведување на тој единствен број за пријавување на кризни ситуации 112. Тој не постои, така не функционира. Тоа е европски стандард и европска директива која мора да ја имплементираме во Република Македонија. Во поголемиот број од европските земји кои што не се членки на Европската унија веќе е имплементиран, а во членките на Европска унија тој е задолжителен и секаде постои. Нашата земја е во фаза на имплементација на европскиот број 112, се уште не е во функција, но тоа подразбира негово пуштање етапно. Прво е да се создадат просторни услови за функционирање на тој 112 систем, за кој што оваа година прв пат после 10 години барање имаме финансиски средства за реновирање и адаптација на простор за 112. Тука има уште еден високо рангиран проект од НАТО, НАТО СПС, односно наука за мир и безбедност, за кој што Република Македонија заедно со Хрватска, Босна и Херцеговина и Црна Гора конкурираше и го доби. Во моментов е фазата на имплементација, станува збор за нова генерација на инцидент команд систем. Инцидент команден систем за управување со инциденти, токму вакви како што ни се случи пред 2 дена во близина на селото Ласкарци. Тоа се комплементарни работи со 112. Тоа се комплементарни работи, но каде е поентата? Поентата дека на овој проект работиме заедно со најпрестижниот универзитет во Соединетите американски држави од Масачусетс, со Линколн лабораторијата, значи го имаме најврвниот тим кој што може да ни помогне во координацијата. Кога зборувам за координацијата, значи да не се пазариме дали било 16:58, 17:2 минути или 17:3 минути. Туку за сите институции во исти момент да биде настанот и пријавен и мапиран на карта и првото лице кој ќе стигне на лице место со првата фотографија за сите одеднаш во делот секунда. Тоа е нова генерација инцидент команд систем која што Република Македонија започна да ја имплементира. Треба да заврши до крајот на 2020 година. Како што споменав, Американскиот универзитет стои како поддршка на ова, а за неговата имплементација во текот на следниот месец очекуваме да не посети кај нас во Центарот за управување со кризи и во владата на Република Македонија господинот Мисироли, кој што е помошник на генералниот секретар Столтенберг. Сега и самиот споменувате, прв пат велите во 10 години добиваме пари за да почнеме нешто конкретно да работиме на планот на 112. Тоа нели е индиректен доказ за тоа дека сепак дека имало простор за многу подобар настап на институциите и досега? Значи, настапот на институциите е еден сегмент, а настапот во делот на приемот на повикот и следењето на една институција до каде е другата е вториот сегмент кој што не се досега разрешени и ќе се разрешат со овие два система. Системот европскиот 112 и новата генерација на инцидент команд системот, кој што е НАТО стандард. И тоа е она што ни недостасува, кое што мора да го усовршиме и надминеме. Настапот на институциите со постојните сили и средства би бил истиот тогаш и сега. Здравствениот систем ги има тие возила што му се на располагање и толку луѓе кои што се градени според капацитетите и бројот на населението во Република Македонија. Пожарните се тие. Од Тетово и од Скопје беа пожарникарите вклучени во самиот инцидент.
Министре, генерално се забележува на релативно лошата состојба на итната помош. Во Скопје прво има проблем со возилата, второ има проблем со бројот на екипи во смена, дел доктори се на специализација, дел користат болничко боледување, се извинувам. Па на крај наместо 15 екипи, колку што би требало да има според пописот во 2002 година, во смена има активни само 7, што е помалку дури од половината. Тоа е сериозен проблем. Тоа е проблем кој што го затекнавме и веднаш пристапивме кон решавање на проблемот, затоа утекна минатата година набавивме 12 нови возила за итната медицинска помош, најголем број од нив. Но кога велите набавени, тоа не значи и дека тие се веќе во функција. Затоа што се уште трае рокот на испорака, согласно постапката за набавка и треба да стигнат во март месец. Најголем број на возилата се за здравствениот дом во Скопје, останатиот ќе ги распределиме според потребите ширум државата. Имаме најава за неколку донации од Германија, од Чешка. Тие возила треба да стигнат, исто така да ги распределиме таму каде што е најмногу потребно. Но паралелно на тоа работиме на зајакнување на системот и гледано од друг аспект. Прво, на вработувањето. 40 доктори, медицински сестри во следниот период треба да се примат во здравствениот дом во Скопје, токму во службата за итна медицинска помош. Имаат заминато? Изминативе години многу. Понатаму, потпишавме договор за соработка токму за надградување на знаењата во службата за итна медицинска помош со барила на универзитетот во Израел и тие во текот на следните недели треба да дојдат да ги спроведат методите на едукација, надградување на системот на знаење, имплементација на нови некои методи кои што се со поврзани со телемедицина, зашто исто така потпишавме договор и ќе ги обезбедиме тие апарати, а се со цел да го надградиме овој систем, заради тоа што е исклучително битно да биде првата помош дадена многу соодветно, заради тоа што тука на ова ниво се случуваат многу можни компликации понатаму. Да, побара во подготовката за оваа емисија некакви податоци велат дека европскиот просек на загинати во сообраќајни несреќи на ниво на ЕУ е 51 лице на 1 милион жители. Во Македонија просекот во зависност од годината е 70 или над 70 лица на 1 милион. Тоа е многу повеќе од европскиот просек. Во една студија која што ја правела Европската комисија во делот на безбедност на патиштата заклучува дека пропорцијата на бројот на загинати во сообраќајни несреќи е најмала онаму каде што е најфункционална и најдобра итната помош и обратно. Таму каде што е најслаба, најмалку функционална, најмалку ефикасна итната помош, бројот на жртви во сообраќајните несреќи е најголем. Ова на некој начин дури може да се потврди со овие бројки што ги кажав. Не знаеме дали се загинати на лице место или не. И тоа треба да се провери, но констатацијата е точна. Секако дека треба да се надгради капацитетот, но тоа што го спомнав, ние веќе тоа го правиме и преземавме сериозни мерки и уште една работа која што не ја спомнав, а сакам да ја напоменам, тоа што за оваа година предвидовме буџет за посебна комуникација со возилата за итна медицинска помош, GPS координација и вградување на електронски уреди кои што ќе овозможат вклучување на зелениот бран тогаш кога поминува возилата за итна медицинска помош. Добро. Бесијан, ти користиш заштитен појас кога возиш? Бидејќи знам дека со приватно возило често патуваш на релација Скопје-Тетово, Тетово-Скопје? По на ветур, kur jemi normalisht po, por në autobus ne kemi pas njerëz se shpesh në vi që tutemi edhe me autobus. Në autobusat ton nuk ka askund ka ishtë pak për unë s'kom parë. Nuk kam hasë edhe pse shpesh e përdor transportin publik.
Немаме тука компетентно лице кое што би го коментирало овој аспект, тоа би бил некој од Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот или од надлежниот сектор во Министерството за внатрешни работи, но факт е дека во нашите автобуси нема појаси, заштитни појаси, ги проверував нашите правилници. Таква обврска постои само за автобусите кои што превезуваат деца, а во овие другите автобуси обврска за заштитен појас има само за возачкото и совозачкото седиште, но интересно е дека на ниво на Европска Унија во 2006 година е донесена директива со која што практично сите автобуси кои што возат со брзина поголема од 80 км на час мора да имаат и заштитни појаси. Ова го кажувам затоа што сега е ова предпоставка, но начинот на кој што беше превртен автобусот веројатно укажува на тоа дека ако имало заштитни појаси, ако дел од луѓето биле врзани со заштитни појаси, можеби и бројот на страдани ќе беше многу помал. Може да искоментирам од медицински аспект, гледано заради тоа што има типични повреди на пациенти во моторни возила кои што носат и не носат сигурносен појас. Секако дека се повредите многу помали. Ризикот по живот е многу поголем кога патникот не носи појас во motorno vozilo. Do të, më falni, së ndërpres, vetëm do të kisha dashur që fati në këtë fatkeqësi ka qenë që autobusi nuk ka marrë flak e para, pasi që gjarfikset kanë arritur sipas zotit Tarshugovski 40-45 minuta me vonesë, dhe që ka ndodhur në një vend ku ka pasur lëvizje dhe ku ka pasur banor, cilët kanë intervenu shumë shpejt. Dhe më thënë, këto sipas me është fati në këtë fatkeqësi tragjike. Да, има среќа, иако станува збор за огромна несреќа. Сите овие работи кои што вечерва ги зборувавме, се надевам дека се во функција на подобрување на дел од системите во државата. И ова последното што го зборувавме, и во Европа директивата е донесена по една стравична несреќа на автобус, ми се чини во Франција, така што ова може би треба да биде повод да се размисли на ниво на законодавство и кај нас, да се воведе обврска за заштитен појас во сите автобуси кои што се обраќаат на меѓуградски и меѓународни линии. Се разбира и ова што го зборуваше господинот Тарчуговски, да се оди напред и тоа што побрзо во воспоставување на тој единствен систем со бројот 1.1.2, а и проектот што го споменавте од НАТО како комплементарна работа на сето тоа. Велам од оваа несреќа да се извлечат некакви поуки за работите да се подобрат. Јас би зел краток збор. Да привршуваме полека, да. Привршуваме. Значи, во секој случај, како граѓанин зборувам, и би било пожелно да добиеме и наши регулативи за врзување со безбедносните појази и на задните седишта. Во Европска Унија веќе се врзуваат и во приватните автомобили и на задните седишта, кај нас тоа не е обврзно, а дори и многу е ретко како пракса. Многу ретко да видиш човек да се врзува со безбедносен појас при возење. Но би спомнал уште нешто околу 1.1.2 и проектот за нова генерација Incident Command System, а тоа е дека тоа се веб-базирани алатки кои што користат интернет и целосна дигитализација не е потребна на системот за управување со кризи. Итните повици и делот на следење на возилата во реално време бара интернет и дигитализација. А за тоа ние имаме определено ниво на информатичка опрема, но мислам дека треба да се зголеми и во итната медицинска помош, и во противпожарната бригада, и во полицијата, па и кај нас во Центарот за управување со кризи, и информатичка опрема, и интернет со широко појасен. Ве разбирам. Министре, завршуваме кратко само. Добро, од секоја случка нешто можеме да научиме како да го унапредиме системот. За жал е ова трагична случка во кој што има многу загинати, за жал многу од нив се млади. Тоа што можеме да го заклучиме дека ни укажува дека треба да го зајакнеме системот. Добро што веќе сме почнале да го правиме. И со бројот на возила, и со надградување на капацитетите на вработените у смисла на тренинг, и со електронското
пратење, како што спомна господин Терчуговски со GPS системот, сето тоа е у планот за оваа година. И на крајот морам да искоментирам дека можеше број да биде и 112 и 194 и 94 како што беше порано. Јас сум горд на здравствените работници кои што у рекордно време се створија на работните места, и доктори, и сестри, и чистачки, повикани така, некои и без да бидат повикани заради тоа што слушнале дека може да има некаква потреба од нивната работа, така да мислам дека направивме исклучително добра организација, координација и дека за рекордно време целокупниот здравствен систем излезе у пресред на потребните барања. Добро, да, треба да се нагласуваат позитивните аспекти, но сигурно ќе ви треба детална анализа и за тоа каде евентуално сте потврдили и каде можете и подобро. Благодарам што бевте дел од 360 степени. Толку за вечерва, на Алсат следуваат вести, останете да ги погледнете.